Стабилност на пазарот со конзумни јајца. Новите измени на закон отвораат борба против административната мафија. Русија и Украина договориле прекин на огнот во Црното море. Хрватска годинава ќе има потреба од околу 70.000 сезонски работници во туризмот. Темното чоколадо, кивито и бананата можат да ни помогнат да спиеме подобро. Крадци украле повеќе од 1 тон сирење од приватна продавница во Холандија. Македонската стопанска комора ги информира граѓаните дека пазарот на конзумни јајца е стабилен пред Великден. Според информации од комората, јајцата се достапни во доволни количини во продавниците, а најголемите производители и извозници работат со дистрибутерите за да се задоволи зголемената побарувачка во овој период. Се следат состојбите и ќе се преземат мерки ако е потребно. Потрошувачите се советуваат да ги проверуваат роковите и потеклото на јајцата, како и да ги поддржат локалните производители. Во однос на цените, Стопанската комора на Македонија информира дека тие остануваат на конкурентно ниво, и тоа благодарение на активната соработка на производителите со трговците. Иако побарувачката е зголемена поради празниците, цените се во рамки на пазарните трендови. Комората исто така напоменува дека надлежните институции ќе реагираат ако ситуацијата го побара тоа, со цел да се избегне нарушување на пазарната стабилност. Во меѓувреме, министерот Цветан Трипуновски изрази поддршка за заедничките напори на државата и бизнис секторот, нагласувајќи ја важноста од стабилен пазар на храната. Владата на Македонија донесе 7 измени на закони за зголемување на контролните мерки против административната мафија. Овие измени вклучуваат задолжителни контроли 2 пати годишно. Вице-премиерот Александар Николовски очекува измените да бидат изгласани во собранието. Главна цел е да се спречи изигрувањето на законот и да се воспостави ефикасен демократски систем. Во моментов започнати се постапки за одземање на 479 лиценци, со очекување оваа бројка да се зголеми над 500. Контролите ќе ги обврзат компаниите да ги исполнуваат законските услови и по добивањето на лиценците, спречувајќи нивно неисполнување по завршувањето на процесот. Николовски истакна дека тоа е клучен чекор во изградбата на праведен систем за лиценцирање и контрола, каде што не само што компаниите, туку и сите институции ќе мораат да ја почитуваат регулативата. Со овие мерки се надеваат на изградба на фундаментален систем за идните генерации. Од друга страна, контролните механизми не биле предвидени досега, што е причина за претходниот недостаток на ефикасни проверки. Николовски истакна дека оваа акција треба да биде континуирана и не треба да се гледа само како казнување, туку како превентивен метод за создавање на праведно и транспарентно општество. Белата куќа соопшти дека Русија и Украина постигнале договор за прекин на непријателствата во Црното море, со цел обезбедување безбедна пловидба и забрана за напади на енергетски објекти. Двете земји се согласиле да ја гарантираат безбедноста на поморските патишта и да се воздржат од употреба на сила. Во преговорите што се одржаа во Саудиска Арабија, САД играа улога на посредник. Украинскиот министер за одбрана го поддржа договорениот прекин на огнот, но предупреди дека секое движење на руски воен брод надвор од договорените граници ќе биде сметано за прекршување. САД продолжуваат да организираат преговори меѓу двете страни, со цел постигнување на мирен исход. Русија, која се соочува со бројни санкции, ќе добие поддршка во делот на пристапот до глобалните пазари, особено за извоз на земјоделски и вештачки ѓубрива. САД ја потврдија својата поддршка на Украина за размена на затвореници и враќање на раселените деца. Премиерот на Саудиска Арабија, Мохамед бин Салман, беше признат за важен партнер во овие преговори. Работодавачите во Хрватска се соочуваат со растечки проблем во набавката на сезонски работници, па нудат повисоки плати и подобри услови. Сезонската работна сила традиционално доаѓа од земјите на поранешна Југославија, но набргу се јавува потреба за вработување од други региони. Особено популарни за работниците се локациите во Кварнер и Лошинј, каде и се забележува зголемен број на гости, што дополнително ја зголемува потребата за работници во секторот туризам. Процентот на сезонски работници со продолжено вработување од минатата година е клучен за стабилноста, но проблемот останува актуелен, особено за помалите работодавачи кои се соочуваат со нови предизвици секоја сезона. Најголемиот дел од сезонските работници се задржуваат благодарение на продолжените вработувања, но мал број успеваат да ги задржат најдобрите кадри. Проблемот со сезонските работници не се решава лесно и бара многу напори од работодавачите. Платите во туризмот и угостителството варираат, но понекогаш се и подпросечните во секторот, иако работниците имаат дополнителни бенефиции како платено сместување. Според некои анализи, сезонските работници најчесто доаѓаат од соседните земји, но со текот на годините работодавачите се повеќе се одлучуваат за вработување од други региони.
Вечерното грицкање често се смета за лоша навика, но вистина е дека ако мудро избереме што да јадеме пред спиење, одредени намирници дури можат да ни помогнат полесно да заспиеме и да имаме поквалитетен сон. Нутриционистите истакнуваат дека секоја ужина во доцните часови не е нужно штетна. Некои видови храна, како што се темно чоколадо, банани или киви, содржат природни супстанции кои промовираат релаксација и придонесуваат за регулирање на сонот. Вистина е дека темното чоколадо може да биде добар избор за вечера, бидејќи содржи магнезиум и аминокиселина триптофан. Магнезиумот помага да се релаксираат мускулите и да се намали напнатоста, додека триптофанот го стимулира производството на серотонин, хормон кој игра важна улога во регулирањето на спиењето и расположението. Исто така, кивито е познато по неговата висока содржина на серотонин, кој помага во регулирањето на циклусот на спиење и промовира подлабок сон. Покрај триптофан, бананите содржат и калиум и магнезиум, минерали кои дополнително помагаат да се релаксира телото. Сепак, вистина е и дека ако сте љубители на солени грицки, кеј и хумус можат да бидат добри опции за вечерно уживање. Кејот е богат со калциум, калиум и магнезиум, што помага за релаксација на мускулите, додека хумусот, направен од наут, содржи триптофан и фолна киселина кои го поддржуваат добриот сон. Но важно е да се истакне дека храната не е лек за несоница. Ако проблемите со спиењето траат подолг период, се препорачува консултација со лекар. Со внимателен избор на вечерните оброци и грицки, можеме да го подобриме квалитетот на нашиот сон без да се чувствуваме виновни за консумирањето на нешто пред спиење. Мудрата и умерена консумација на овие природни намирници може да помогне во регулирањето на циклусот на спиење и во намалувањето на стресот, што се клучни фактори за добар и релаксиран сон. Секогаш е важно да се води сметка за балансот на храната и да се избегнува прејадување, особено пред спиење, бидејќи големите количини храна можат да го нарушат квалитетот на сонот. Со комбинација на здрави избори и добро поставена вечерна рутина, можно е да го постигнеме посакуваниот мирен и освежувачки сон. Краци украле повеќе од 1 тон сирење од приватна продавница во Кнексел, село на југот на Холандија, објавија холандските медиуми. Кражбата се случила ноќта меѓу петокот и саботата, а крадците насилно влегле во продавницата, објави NL Times. Собственикот на продавницата и производител на сирење Вилко де Кром рече дека верува оти грабежот бил темелно испланиран и дека веројатно е затоа што неодамна имал голем успех во својот бизнис и ја добил првата награда за квалитет на сирење на национално ниво. Де Кром истакна дека снимките од надзорните камери покажале дека кражбата траела околу 1 час. Тој ги повика граѓаните да ги пријават сите украдени сирења од неговата продавница во продажба. Стабилност на пазарот со конзумни јајца. Новите измени на закон отвораат борба против административната мафија. Русија и Украина договориле прекин на огнот во Црното море. Хрватска годинава ќе има потреба од околу 70.000 сезонски работници во туризмот. Темното чоколадо, кивито и бананата можат да ни помогнат да спиеме подобро. Крадци украле повеќе од 1 тон сирење од приватна продавница во Холандија.